Општината е твоето место, мало, улица, дом. Ти одлучуваш каква ќе биде. Направи го вистинскиот избор. Гласај. Локални избори 2025. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расуте сни. Вечно ќе ја сакам во краја своја, Скопје град е ми. Добро вечер, денеска по втор пат во специјалната локална програма на Вистинска телевизија посветена на локалните избори 2025. Во 21 часот и 15 минути под наслов Нашето Скопје представуваме на делот кандидатите за градоначалници на скопските општини и пред самата завршница, бидејќи веќе уште малку ќе се бројат часови до предизборниот молк, откако го свртевме по широкиот регион на Скопје, бидејќи нашата телевизија нели емитува програма како регионална телевизија на сите места на подрачјето на Скопскиот плански регион, значи не само градот Скопје, туку и општините кои гравитираат околу Скопје. Повторно на некој начин пред самата завршница се враќаме во центарот. Така ли веќе? Така е, и добро вечер и од мене. Многу ми е драго што ете токму во локалната програма на Вистинска телевизија успеавме да представиме, можеби не сите, меѓутоа дел од кандидатите за градоначалници на скопските општини од различни партии, независните, исто така дел од кандидатите за градоначалник на главниот град, па верувам дека ете доближивме и дел од изборните програми за кои што ќе можете да го дадете својот глас и вашата доверба токму в недела или на 19 октомври. Така и ова вечер продолжуваме со представување на кандидатите за градоначалници на скопските општини. Така, Центар или Мирослав Лабудовиќ, кандидатот на Знам, го имаме со нас овде во студиото. Господине Лабудовиќ, ви благодариме што сте дел од локалната програма на Вистинска телевизија. Како сте? Добро вечер, благодарам многу на поканата, да ги поздравам гледачите на Вистинска телевизија. Јас одлично, еве го завршуваме уште утре денот од кампањата и да излеземе на гласање нели на 19 и да ги чекаме резултатите вечерта. Форматот на нашата емисија е опуштен, но печатливо е тоа што сте некако и вие опуштени и насмејани. Тоа значи дека кампањата не ве измори? Или дека се брои ситно? Кога сте во пријатно друштво, кога ќе ве пречекаат со насмевка и со осмех, зашто би било нешто поразлично. Така, да не го губиме времето, бидејќи се работи за представување, а на крајот на криштата во кампања, нели, секундите се важни и да не ви одземаме од времето кое што на овој начин, нели, би припаѓа, да почнеме со конкретните, нели. Пред да почнеме со разговорот, заклучивме, нели, онака заеднички, дека многу потешко е да се брани отколку да се напаѓа. Сега прашање е тоа колку се соодветни термини одбрана и напад, меѓутоа онаму каде што го има, се повикуваат, каде што веќе има градоначалници кои што повторно се кандидирале, се повикуваат на континуитет. Меѓутоа, новите кандидати или оние кои што претендираат на тоа место, најчесто ги наоѓаат слабите точки, критикуваат, и нудат, можеби, поинакви решенија. Полесно е да се напаѓа? Кренавте веќе. Не можам да кажам, бидејќи прв пат сум во позиција да бидам кандидат. Кога би бранел, тогаш би можело да го направиме тој разговор. Меѓутоа, ако сте добар градоначалник, ако имате добар рейтинг, ако сте испочитувале довербата на граѓаните тоа што сте го понудиле на изборите и таа програма што сте претходно што сте ја понудиле и реализирале, и сте ја надградиле со дополнителни проекти и подобрување на квалитетот на животот, јас верувам дека во тој случај можеби и одбраната би била многу полесно нападот, бидејќи кога ќе се пофалите сето тоа што сте го направиле во минатото, дека сте оставиле вредност за граѓаните, сета таа вредност која што им помогнала на граѓаните во подобар, поквалитетен живот, во тој случај јас верувам дека и таа одбрана ќе биде многу полесно нападот, бидејќи напаѓачот ќе нема што да нападне. Што ќе напаѓате вие? Тој бил мотивот, да. Ние? Со што ќе напаѓате со... Јас во моментот не напаѓам сам. Не е тоа напад, туку е критика. Зборуваме за работи што ги чувствуваме како граѓани во центар. Да почнеме со хигиената. Тоа не е само мој личен став, тоа е општа приказна кај центарци дека хигиената во општината е на многу ниско ниво. Дека имаме многу агресивна бетонизација
во сите мала во центар. Дали зборуваме за Дебар мало, дали зборуваме за Боњаковец, дали водно, во моментот да застанете на една позиција, да се свртите лево и десно, ќе видите минимум 5 до 6 згради кои што се градат. Не сакам да ги спомнам и тие што се во некоја завршна фаза. Дополнително зборуваме за безбедноста. Денеска видовме едно видео, не знам дали го видовте на социјалните мрежи, јас го видов на половина од денот, каде што деца одат во едно од училиштата и една, како се вела тоа, од градежна машина, која што има едни дополнителни делови за стабилизирање на машината, децата поминуваат под неа, до неа и влегуваат во училишниот двор, без никој да учествува во тој процес, да го известил училиштето, или да застанал некој редар, да го оградат просторот за деца да не поминуваат. Тоа што, кога не зборуваме за напад, нападот е и црна кампања. Зборуваме за реални работи што ни се случуваат, што треба ние да ги сервисираме, треба општината да ги сервисира и да бидат тековни. А ние се враќаме многу наназад и зборуваме како приоритет број 1 хигиена. Не е вред. Ние треба да зборуваме за решенија, да зборуваме за идеи, да зборуваме за енергетска ефикасност, колку објекти сме направиле оваа година, да зборуваме дали некои деца од нашата општина сме им помогнали, учествувале некој регионален или меѓународен надпревар, да зборуваме за нови технолошки напреднувања, така да кажам, каде што нашите млади учествуваат, да зборуваме за центри каде што нашите млади креираат, а немаат место каде да се собираат. Да зборуваме дека општината не ја гледаме хигиената е завршена работа. Зборуваме за исти клупи, за иста урбана опрема, зборуваме за како се вели тоа, брендирана општина. Ние тоа во моментот го немаме. И затоа тоа не е напад, тоа е критика зошто предходното раководење не посветило внимание на тие работи, а интензивно дозволило да се гради. Можам да кажем уште една замерка. Да го гледаме во интересот на граѓаните, во однос на таа да ја успориме таа агресивна бетонизација. Наместо 3 детални урбанистички планови, ќе биле донесени 10, 15, можеби и 20 во 4 годишен мандат. До сега се донесени 3. Ако сакаме да го намалиме тој агресивен пристап, ќе учествуваме и ние ќе учествува раководството на општината поагресивно и ќе ги бутка тие процеси побрзо. Имате ли конкретни мерки или конкретни решенија за сите овие замерки кои што можеби ќе бидат и приоритетни при самото седнување доколку седнете на градоначалничката функција? Еве конкретно хигиената, урбанизацијата во центар. Да почнеме од хигиената. Ајде. Хигиената број 1, тоа е сервисот на општината. Збориме за оние делови каде што општината е надлежна. Сметот, тоа што се случува околу контейнерите, тоа е должност на градот, меѓутоа тоа што се случува се внатре во малата, сервисно-стамбените улици, училиштата, сето тоа треба да биде на едно сериозно високо ниво средено, што не е во моментот пример. Целата механизација што постои во рамките на ПОЦ да биде редовно активирана, а не да седи затворена во депоата. Доколку имаме потреба да набавиме нови. Нели нормално да се процени дали треба да се набави нови. Кога ќе го организирате системот, тој да влезе во систем на одржливост, тоаш нема да имате проблем со депонии на места кај што вие претходно сте требале да ги изчистите. Имавме неколку примери во периодот каде што градоначалникот заедно со општинските служби, службите од ПОЦ хигиеничарите одат на локација и чистат и велат: "Еј, овде има, ајде да изчистиме." Тоа ваше било. Таа депонија што се собрала низ годините назад, вие сте требале да ја сервисирате претходно, што не ми се допаѓа дополнително и за политички цели во кампања да се користат вработените од општината. Тие се вработени, тие може да им наредите. Меѓутоа не е морално да влезат со вас во политичка кампања. Хигиената ја завршуваме тука, бидејќи
ќе влеземе во првите 100 дена, ќе се исчисти центар како што треба и од тука натака редовно, континуирано ќе биде одржувана општината. Ми ќе мора да почнеме некаде. Во однос на урбанизацијата. Ревидирањето на урбанистичките планови и донесувањето. Бидејќи џабе ги разгледувате. Ако се урбанистички план може да се разгледува 10 години и тоа така сето споро да си тече. Не баш напротив. Дај да ги отвориме што можеме повеќе, да направиме план кај не се приоритетите, да ги откочиме тие спорни, така да ги кажам, да ги разгледаме и да влеземе во процес на донесување. Од кога ќе ги донесеме? Да возможиме што повеќе зеленило јавни простори за граѓаните. Бидејќи имаме и државни парцели. Тие државни парцели како општина нема да дозволиме да се цепкаат за да може утре некој приватник да може да си дооформи, ако има 30%, со тие 70% да направи голема парцела да излезе града. Целата државна собственост, што би било од парцели, би останале исклучиво за државата, на општината и би биле исклучиво за јавното добро, дали ќе биде парк, дали ќе биде градинка, дали ќе биде детско игралиште. Тоа се зависи од оние параметри што ги добиваме во однос како се развиваат некои делови од градот. Во однос на процесот на градба, кога некој инвеститор ќе сака да гради. При поднесувањето на проектната документација, службите сериозно да посветат внимание дали таа проектна документација ги исполнува условите за градба. Доколку не, се извинувам, ќе мора да промените. Мора да има 20% зеленило, мора да има паркинг места. Не може да си дозволуваме некои иновативни решенија со не знам какви клацкалици, па тие клацкалици од паркинг места не се функционални, па сега мора луѓето си ги паркираат автомобилите надвор. Не. Колку паркинг места треба во тој објект да има, колку проценти треба да има исполнето зеленило. И тука го завршуваме уште во првиот процес на поднесување на проектната документација. Исполнувате, не исполнувате. И дополнително во процесот на градба има инспекција со редовни и вонредни контроли да проверуваат дали таа проектна документација тој проект се изведува правилно на локацијата. Доколку не, има соодветни санкции. Ситуацијата во градот Скопје, и тоа го разговараме често и го дискутираме, но се чини дека е најизразено во општина Центар, е таа сложеност на преплетени надлежности. Во случајот можеби во Центар е најголемата концентрација на, нели, како што рековте, дури и на објекти, земјишти и така натаму, во собственост на државата, во надлежност на влада, во надлежност на град Скопје и во надлежност на општина Центар. Како би маневрирале на таа патека, да речеме, не е тоа слалом, би требало интегриран пристап и соработка, меѓутоа во идеални услови сега во нашата држава не сме се покажале досега барем како најуспешни во комуникацијата меѓусебно. Тука останува процес на и начин како ќе пристапите кон проблемите и како ќе разговарате со вашиот соговорник од другата страна на масата. Тука се оние способности на луѓето кои што сакаат да ги решат проблемите. Јас верувам дека Орце Георгиевски ќе биде, и знам дека ќе биде новиот татко на градот, со него имам одлична соработка. Претходно не се познававме, во овој процес се запознавме. Многу пати седнавме, разговаравме за идеите и визијата на градот. Секако општина Центар е срцето на градот. И тука нема дилеми во тие работи како треба заедно, со заеднички сили, да постапиме за тие работи кои што се само во интерес на граѓаните. Нас не избираат граѓаните. И ние мора да го испорачаме тоа. Политиката не треба да оптоварува, меѓутоа колку е предност беше моабетот во смисла на тоа што сте политички дел од владеачката, нели, коалиција и колку тоа гледате дека би помагало или би олеснило во управувањето со општината Центар. Секако е многу подобро да од иста политичка партија или коалиција да биде централната власт, во случајот градот Скопје и една општина. Бидејќи полесно оди комуникацијата, и ота пак би се вратил. Заедничкото планирање веројатно на проекти. Секако дека да. Нормално. Ние разговараме за идеи, разговараме за развој и разговараме за подобри услови и квалитет на живот. Бидејќи ќе се вратам малку назад до дискусијата. Нас не избираат граѓаните. Тоа исто, одите во приватна компанија, се вработувате, мора да испорачате резултатот. Доколку не го испорачате резултатот, еднаш ќе викнат ќе ви дадат жолт картон, вториот пат може да добиете втор жолт, во трет
трет случај нема. Многу ми е жал што законот Имаше некои сугестии на сред мандат да се даваш жолти и црвени картони, Тоа е одлично решение. Не, тоа е одлично решение бидејќи секој ќе биде постегнат. И секој ќе мора да го испорача тоа што го ветил. Има случаи каде што можеби нешто не може да се испорача, меѓутоа ќе биде фер да излезете во едноста. Да се каже дека ова не може да се испорача од тие причини. Или за ова ќе ни треба процес кој што можеби ќе трае 10 години, бидејќи има некои други засегнати страни кои што влијаат, како трети страни, влијаат врз тој процес и затоа го почнуваме денес процесот, меѓутоа тоа временска рамка е од 10 години, тогаш ќе се реализира. Меѓутоа треба да бидеме искрени. Не треба да се криеме пред граѓаните што ни ја дале довербата, да се криеме и да не ја говориме вистината и да манипулираме. Не, тоа време заврши. Доволно е, бидејќи долго време некако тапкаме во место. Дајте малку со баскетот да тргнеме напред, да зборуваме за сериозни идеи, да зборуваме за млади интегрирани во процесот, бидејќи кај младите е таа пркос, таа енергија, што и таа чиста мисла што може да ни даде сериозен ветер во грбот, да постигнеме некои работи многу побрзо. Така што јас верувам во соработка со луѓе. Луѓе кои што имаат визија, луѓе со кои што може да се разговара, аргументирано. Секогаш што сум постапувал така, моето професионално искуство ме научило дека ако мора да изработиме чашава, ќе најдеме начин да изработиме. Ни треба една година, ќе изработиме на една година. Во ред, кои ни се ресурси што треба да ги искористиме? Тие, али мораме да испорачаме чашата, бидејќи од тоа на крајот на денот живееме. Моите приватните компании кај што сум работел, продуктот носел средства кај што јас сум требал да земам плата. Тука продуктот е квалитетот што ќе се испорача кај граѓаните за да се оправда довербата. Така што верувам и сигурен сум дека новата генерација на луѓе сега што ќе дојде и во градот, во општините од нашата коалиција која се поддржуваме, за многу кратко време ќе ги покаже резултатите. Товарот на општина Центар е уште до толку поголем, барем таков е нашиот впечаток, а и нашето локална програма, меѓу кои и Скопје ми е дома и нашето Скопје. Речиси 2 години ја емитуваме на нашата програма и Викторија правела, кога сме ги покривале тематски општините, не во услови на избори, анкети меѓу граѓаните, така натаму. Она што беше специфично за Центар е тоа дека на избори гласаат само жителите на општина Центар, меѓутоа јавното мислење за тоа каква е состојбата на општина Центар го креираат жителите на цело Скопје, да не речам, бидејќи најголемиот дел заради работа, заради, излегување, шопинг и се гравитира околу тоа. Тоа го создава и сообраќајниот метеж, меѓутоа тие се луѓе кои го гледаат. И ние во анкетата имавме, например, примери каде што велат, јас не сум жител на Центар, ама имам мислење. И се кажува луѓето мислење и сметаат дека имаат право да си кажат мислење за општината. Варираше мислењето, меѓутоа ми е муаветот дека е дополнителен товарот и апропо соработката со градот Скопје, меѓутоа бидејќи ги споменавте младите, а главно и тој културно забавен, да речам, живот е концентриран во овој момент некако околу центарот на градот, во некое пошироко подрачје. Тука се плюс и туристите, кои исто така не гласаат на избори, меѓутоа го создаваат и метежот, а и впечатокот, сликата за општината Центар. Како на тој начин, каде се тие? Дали ги имате во својата перцепција, во својата програма, ваков пристап, во смисла да ги споменавте младите, дали вашата порака би била фокусирана само на младите кои живеат во Центар или на младите од цело Скопје кои би се разбудили, кои тука доаѓаат на работот? И што ако некој дојде на друго место, фрли отпад, тој пак го прави проблемот на општина Центар, без разлика што не е жител на Центар? Во однос на правењето на отпад, несовесно. Па и ние што сме од други градови, што живееме привремено во Центар и така натаму. Правењето на отпад, решувањето на јавниот ред и мир, вандализмот мора да биде со казна. Тоа постоело, ние не сме измислиле казната, нити ќе измислиме топла вода, него сите нерегуларности мора да се санкционираат. Исто како во сообраќајот. Ако ја прекорачите брзината,
ве застануваат, ви испорачуваат казна. Добро, за да не научат. обично велат алтернатива. И за кога станува збор најчесто реагираат и за паркирањето, и за отпадот. Едно време на пример се закажува анегдоти ако општината не обезбедила корпи за отпадоци во близина, па тој треба сметот да го носи со себе дома, чувствува потреба дека не треба да биде казнет ако се ослободи од него тука, бидејќи нема алтернатива каде да го фрли тоа. Тоа ве прашам јас нешто, мада Не, јас сум тука. најчесто така е логиката. Јас сум тука да одговарам, не да прашам, да ве прашам. Кога ќе одите во странство, ако не видите корпа ќе го фрлите отпадокот, джебниот ама не, корпа ќе има. си го понес, некош ќе си го поносиме малце дека не ја видиме првата. Апсолутно. Бидејќи ние не носиме, тој се джебен отпад, дали е пластично шише, дали е од мастики хартивче, дали е палома марамица, така да тие работи Не ја кажав тезата, можеби не е срекно избрана споредба со отпадот, ајде со паркингот, ајде со превозот. Океј. Превозот Премногу возила, лични возила, зошто Сериозен проблем. Зошто не користат јавен транспорт? Има забелешки. не е добар, не е не е добар, не е организиран. редовен, не е Имате чисто. конкретни решенија за паркингот? Да. Имаме неколку решенија во делот на Буњаковец, каде што веќе подолго време уцртана катна гаража, позади трговскиот центар Буњаковец, кај што веќе има монтажна гаража, да биде изградена катна гаража со неколку нивоа подземја, колку што може ќе ни дозволи, ќе видиме просторот. Мислам дека 29 метри е висината, меѓутоа ќе видиме колку може да отидеме долу за да не да го надгрдиме тој простор таму. Со тоа што таа катна гаража би била како за плаќање, а сите улици во Буњаковец би биле резидентни, тие сервисно стамбени. Секако тоа паралелно би се движило и со реконструкција на некои улици каде што би се уредил сетиот тој простор, каде што ќе ни дозволува просторот и техничките услови. Јас би го земал концептот на Орце Николов, бидејќи мислам дека тоа е правилниот концепт, кај што имате пешачка зона, кај што имате зеленило, кај што имате велосипедска патека и улица и добро организирано паркирање. И да се навратам на паркирањето што би се случувало во Буњаковец, тука би со анализа. Значи, се би влегле со анализа, доколку процениме дека на некој дел од Буњаковец има драстичен број, помал број на возила во периодот од 7:30 наутро до 16:30, таа улица или тие две-три улици би биле комбинирани да се наплаќаат како зонско од 7:30 наутро до 16:30, кога делот граѓаните заминуваат од центар на друга локација со автомобилот. После 16:30 тоа да се врати во резидентите исклучиво за граѓаните. Бидејќи секој граѓанин мора да има своја паркинг место. Дополнително ќе имаме жешка линија, така да кажам, со ПОЦ, бидејќи имав реакции од граѓаните, не ги користиме подземните гаражи, бидејќи некои несовесни граѓани ни ја блокираат, си одат и не може да ги добиеме. Не да Боже нешто ургентно да треба, не може да излеземе. Така што ќе имаме жешка линија, така да кажам, на ПОЦ, веднаш да дојдат и да го отстранат тоа возило, за да се мотивираат и граѓаните што повеќе да ги користат долу паркиралиштата. Дополнително за Девар Мало, бидејќи во истиот проблем живее и Девар Мало, се извинам, новата општинската зграда, која е дел уцртана во ДУП-от во 2012 година, мислам, како добро памтам, и во ДУП-от се пишува дека се предвидени 300 паркинг места во подземно паркирање под самата општина. И тоа било на истиот принцип што го зборевме за Буњаковец, кај што тој паркинг бил со плаќање, сите сега се користи од околу да биде за стамбени улици да бидат исто уредени, зборуваме чекор по чекор. Не може за една година се да се направи со магично стапче, него со добар план да бидат сервино стамбени или комбинирани како во Буњаковец и дополнително денеска презентирав еден убав проект, тоа е баш проект за ослободување на паркиралиштата, каде што Михаил Цоков улицата, што е коцката пред општината и паркингот Карши Фонтана, да бидат еден убав плоштад, го крстивме Феникс како грбот на општината, буквално тој простор да се оплемени, бидејќи со некои луѓе што разговаравме, вели Орце Николов долг период беше како мртва улица, бидејќи колите беа испопаркирани. Од кога се среди тој потек, почна кафулиња,
почна некоја мала винарија, некој gift shop, се збогатуваат содржините и почнуваат да живеат тие средини. И тоа ни е целта. Со вакви интервенции, да ги кажам, да ги заживееме и малата, и оние места каде што буквално луѓето ги избегнуваат, преди тоа што нема кај да застанат, нема кај да се одморат, немаат чешмичка, немаат дрво, небезбедни се улиците, секој секаде паркира. Тоа ни е приказната визијата која ја гледаме. Дополнително за паркирањето, разговаравме и со Орце Георгиевски, во моментот се разгледуваат опциите на монтажниот паркинг во Капиштец, лево и десно да се проширува, и тоа го зборувавме и пред граѓаните, и има уште еден монтажен паркинг, или ќе видиме што како ќе дозволи просторот, тоа е кај функционерската зграда Карши нова железничка станица. Дополнително има многу улици кои што се сервисно стамбени, а ги користи градскиот паркинг. Тие треба да бидат на општината, како Максим Горки, например, бидејќи во центарот на градот, сервисно стамбена, граѓаните немаат кај да паркираат и таа улица планираме да стане резидентна исклучиво за граѓаните во строгиот центар на градот околу Максим Горки улицата. Верувам дека во изборната програма имате дел и за зелени површини во центар. Како ќе работите на тоа поле, покрај урбанизацијата, бетонизацијата кои што ги споменувате? Имате ли некои конкретни мерки за зеленила во центарите? Ние имаме зеленила кои што на некои локации се користат како паркинзи, нажалост, како диви паркинзи. Сето она зеленило што е веќе постоечко. Јас би тргнал со една друга идеја и друг пристап. Мора да ги сервисираме сите системи за наводнување, таму кај што нема и има услови да се постават, таму кај што има, да ги сервисираме и да бидат функционални и редовно сервисирани. Дополнително, и тие зелени површини не е само да засадиме нешто и после да не го одржуваме. Не знам, имаме жива ограда кај мене пред зграда, 3 метра е висока, штрчи на сите страни. Не, за да изгледа убаво, треба редовно да ја средувате, да се искоси тревата, да засадиме цвеќе. Јас не сум видел цвет засаден во Жена парк, не знам колку години. Нити пак кај мене во Маалото. Порано имаше. Сега ги нема. Не знам зошто. Меѓутоа, убаво е да видите цвеќе. Друг впечаток ви остава. Така што, дополнително имаме еден план, тоа и го зборуваме. Сакаме децата да ги врземе со дрвата, да им персонализираме дрво. Секој прваче да си засади свое дрво. Има околу 500 до 600 првачиња годишно се запишуваат во центар и за почеток тоа е и добра бројка на засадени дрва и секој, не знам, прваче, Мирослав Лабудевик си го посадува дрвото и тоа е негово дрвце, персонализирано, детето расте, дрвото расте и се прави таа, да им даеме на децата една приказна и чувство према природата. Пошто кога ќе пораснат, кога ќе станат возрастни, се грижи за своето, кога ќе пораснат, кога ќе после 50, 60, здраве Боже 70 години, да каже на своите деца и внуци, ова име го носи моето име. Знаете, тоа е убаво чувство и убав емотивен момент како да се грижиме ние за природата. Природата расте и ние покрај. Колку ќе смените сликата за центарот на градот? Каква е сега сликата според вас и колку ќе се промени центар за 4 години? Одиме чекор по чекор. Нема никој волшебно стапче да направи магија за еден ден. Кога збориме, јас зборам за квалитет на живот. Ова што го збориме за оплеменувањето на просторот, тоа е квалитетот на живот. Тоа е подобрувањето. Ако збориме да изградиме општинска зграда, тоа е супер. Тоа е одлично. Ако збориме за паркинг, е супер, тоа ги олеснува нашите работи. Меѓутоа, ајде да збориме за квалитет на живот, каде што луѓето ќе има кај да седнат. Додадена вредност на некој начин. Ние уште зборуваме за основни потреби по 21 век, Да, еве у центар. Шетате. Јас тврдам дека на потек од 20 метра низ Малата имате 4 различни типови на клупа. Дошол некој набавка, овие се скршиле набавка, ајде, каква стави ова? Не.
Ако збориме за брендирана општина, збориме технички цртеж на клупата, сме одлучиле дека се амортизирале, се оштетиле, добро, имаме резервни делови за истата, пример резервни делови, или правиме нова набавка, ама го даваме тој цртеж, еве по овој цртеж вие ќе ни дадете нас понуда. Па сега кој е најдобриот понудувач по тие критериуми и тие клупи ќе останат исти со генерации. Истото аналогно може да се користи и за уличното осветлување, за канделабрите, зборувам за тие. Апсолутно за се. Кога збориме брендирана општина, збориме стандард. Ние го изгубивме стандардот, не знаеме што е стандард. Порано во едно друго време столпчето беше исто, тоа што штити од некоја безбедност. Сега е зелено, жолто, кафеаво, повисоко, пониско и ја нагрдува сликата. Да, токму Така затоа што- ве прашав сликата Така што за центар. сликата за центар е брендиран центар. Одиме чекор по чекор. Како ќе се реконструираат улиците, како ќе се реконструираат средините, така ќе го добива по полека ликот. Затоа нудиме програма која што не е брда и долина не ветува. Не, збориме брендирана општина, зборуваме младински хаб, каде што децата ќе учествуваат, младите ќе учествуваат во креирање, ќе учествуваат во различни театри, бидејќи зборува со многу луѓе кои што, не знам, глумци кои што не се завработени во театар, имаат своји мини групи, творат, немаат каде да Настапуваат по настапуваат. кафулиња, по Да. импровизирани А простори. за тоа не треба многу. Стварно не треба многу. Ние се фокусираме, нешто одиме на страна, наместо тој реалниот дел каде што многу е важно да имате на младите и да дадете содржина каде да се собираат. Да, мора да помине и во ресторан, мора да помине и во диско, и во кафуле. Меѓутоа, креацијата, моментот на развојот, да им даеме шанса. Ако тоа успее, јас верувам дека општината ќе стане собиралиште не само на младите од центар, Така. него ќе биде, размислувавме за повеќе локации. Ако се ни успее една од локациите, здраве Боже, што би ја договарале, мислам дека тој дел од центар ќе заживее сериозно многу, бидејќи ќе понудиме многу убави решенија. Така што лицето на центар се гради. Пополека, но сигурно. Мора да биде чисто, мора да биде стандардизирано со оваа урбана опрема што ја зборуваме, мора да биде организирано, мора да има ред. Знам дека секогаш, еве, влеговме заедно со политичката партија од која доаѓам, знам и од ВМРО ДПМН, очекувањата на граѓаните беа дека од тоа што се случуваше лошото од 7 години, за многу кратко време ќе се сменат работите. Не, ние почнавме од минус. Ние треба да дојдеме на нула, да направиме пресек и да почнеме да ги покажуваме резултатите за тоа што го работиме. Така што, чекор по чекор, јас верувам дека со тимот, со луѓето, со мотивација на луѓето кои што работат во општината, на сите ќе им биде шанса да работат, ќе им биде даена шанса да работат. На сите буквално. Меѓутоа мора да испорачаат. Или одиме на работа за да заработиме и да си одиме после дома. Сите тоа го правиме. И вие, и јас сум го правил во минатото. И тоа е тоа. Секој што работи во општината ќе добие шанса. Квалитетни луѓе ќе влезат дополнително. И тоа е тоа. Како движи изборната кампања? Веќе сме и на прагот на изборите. Колку е потешка, односно колку е поголем предизвик за нов човек кандидат, отколку за некој што веќе поминал мандат? Јас сакам предизвици. Тоа не можам да седам во комфортна зона и во животот имам променето повеќе работи, така да сакам нов предизвик, сакам нешто ново, сакам да научам, сакам да влезам во некоја приказна и сакам да испорачам резултат. Не знам како да се живее у комфортна зона и многу пати се малце приватно дома со моите родители сме збореле, добро Мирославе, зошто сега Седи тука е мирен, добро, малку одмори. сега е добро овдека, зошто? Викам, ова го исполнив. Ова гледам дека тука е мојот максимум, немам простор како да напредувам, за да напредувам треба да поминат 2 години, таа стагнација ќе ме утепа, затоа сакам да пробам нешто и менувам друга работа каде што стресно е. Се е стресно, нели нормално кога менувате работа, има дополнителен притисок, додека влезете во шема, во целата таа приказна со новите колеги, со новите правила на игра, и тоа ми е предизвикот што ме води и ме влече цел живот напред. И затоа и влегов во политиката, влегов како заменик министер, буквално од приватен сектор, викам, добро, ајде видиме
која добив понуда да бидам сум електроинженер, заменик министер во енергетика. Зошто да не? Ново министерство, министерка која доаѓа од школувана, работела цел живот во странство. Викам супер, тај имаме приказна да направиме и направивме сериозна респектабилна организација, буквално од како стартап беше 2-3 почнаа, сега се 130 вработени, испорачуваме резултати, закони, методологии, ранливи категории. И сега во енергетиката имате процес, ако сакате да, не знам, било каква централа направите, тој процес од 10 години. И работата сега ќе биде видлива за многу години повеќе од денес, со тоа што и после дојде оваа приказна. Викам, добро, окей, ако можеме да влеземе во ваков предизвик, јас стојам исправен, знам дека имам околу мене сериозно добри луѓе со чиста мисла, што е многу важно, добри луѓе, кои што сите заедно ќе одговориме на овој предизвик што ни следи во Кој би рекол дека и политиката може да биде адреналински спорт, барем според начинот на излегување од комфорт зоната. Зошто да не? Да, борец. Зошто да не? Ако политиката е алатка, не треба да ја сметаме за неја. Политиката е буквално Го кажа алатка. во најпозитивна смисла, во смисла на тоа дека кога ќе се спојат нели тој адреналинот, па и стресот позитивен, дека некогаш и чуда се прават, тоа е во нашата професија изразено, иако си носи своји тешкоти. Многу ми е жал, ќе ве прекидам, многу ми е жал, бидејќи имало многу политичари оваа држава. Многу малку ги памтиме, кои што направиле Останале многу равнодушни. Не, друга Во беше цело идејата. Има не се помале бројот на политичари кои што направиле зло и криминал и го ја исконтаминирале политиката на сметка на овие што биле честните и што сакале стварно да Сега се жигосано и злогласено. И сега политика, не, баш напротив. Ако нема кој да влезе со чиста намера, што останува за другото? Ова со адреналинот и со страста го кажав, бидејќи се приближуваме кон завршницата нели на разговорот, бидејќи се објаснувате, така да речам, барем таков печаток давате експресивно со душа и со енергија и со верба, да речам, во тоа што го зборувате, што би онака при срце како мерак кога би ја добиле до вербата и кога би седнале во градоначалничката фотелја, што онака за ваш кеф и за мерак би е најубаво со прво да се зафатите и да го туркате по секоја цена. Повеќе работи се. Се политички се повторно, на дипломатски одговор. Повеќе работи се, бидејќи Сигурно има не може нешто што е онака да човечки на човечко ниво, многу ми е мерак ова, иако се во ред ќе припадам како. Може би ќе ви звучи политички, сакам после година и пол, кога ќе се сретнам со граѓаните повторно, да ми речат добар избор направивме. Тогаш вака рече и ова го има и тоа го е. До ова го почнавте, ова го кажавте, ова до кај вие, кога ќе почнете, ама да не се срамиме, да не се вртеме глава, него да ми речат правилен избор направите. Тогаш ќе ми биде најголем кејфот. А тоа ми се случувало и претходно, не во политиката, кога ќе го даваме збора дека треба да испочитуваме нешто, да испорачаме, ми речат секоја чест, како кажат, така како. Бидејќи зборот е збор. Така. Кога ќе го дадеме, мора да си го испочитуваме. Бидејќи ако сте влезени во политиката, не одговарате само за себе. Одговарате за политичка партија која на почеток ве предложила, одговарате пред коалиција која застанала покрај вас и најголемиот товар се граѓаните кои ви ја дале довербата. И на крај се ставам јас. Бидејќи ако влеземе во процес на подобрување на работи, каде што сите ќе бидат срекни, секако и јас, бидејќи на крајот на денот, да, оно што го збориме, и испорачуваме вредноста која треба да остане за сите генерации. Не само за мене, после мене доаѓаат моите деца, здраве Боже, после нив ќе доаѓаат нивните деца, и јас сакам тука да останат. Бидејќи џабени се сите училишта, сите игралишта, сите базени, ако нема утре кој да ги користи. Ако сите си заминеме од тука. Ајде да пробаме со искрена и честна намера, оваа генерација сега што сме ние, да пробаме да направиме нешто. Миграцијата не може да ме да ја стопира. Да, тоа е светски процес. Тоа се процеси, тоа се милениуми наназад. Меѓутоа, од Македонија барем да пробаме малку да ја успориме. Да не ни велат не направивте, барем направивме, понудивме, како за хабот што рековте. Ние хабот го има.
Баш е дали ќе го користите, колку ќе го користите, меѓутоа нема да можат утре да кажат немаше. И ќе ги мотивираме да го користат. Така, тоа е. Зошто да се даде гласот за Мирослав Лабудовиќ во центар и полека ќе привршуваме и ваша како ваша порака до гласачите. гласачите. Имаме програма која ќе испорачаме, програма заснована за подобрување на квалитетот на животот, програма која верувам дека после 4 години, не би сакал да го користам зборот ветувам, него тоа што е напишано во програмата ќе го исполниме и што ми е најважно после 4 години или во периодот од овие 4 години да ја оправдаме довербата пред граѓаните, бидејќи само така може да си го обелиме образот. Тоа е нашето мото, нашата визија за поквалитетен живот во општина Центар. Бројот 2. Верувам дека ќе ја добиеме довербата, бидејќи во изминатиот период поминав многу семејства, многу врати, со многу луѓе зборував и таа енергија што се чувствува и потреба од промена и тоа што го зборував со нив и ќе го очекуваат граѓаните да го испорачаме, нема да бидат изневерени. Благодариме за времето и за секако представувањето. Со успех во кампањата. Ви благодарам многу. Ова беше уште едно издание на нашето Скопје, а ние овде се одјавуваме. Пријатна вечер. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расуте сни. Вечно ке ја сакам, убавка ја своја, Скопје каже ми. Општината е твоето место, мало, улица, дом. Ти одлучуваш каква ќе биде. Направи го вистинскиот избор. Гласај. Локални избори 2025.